Господин Јордановски, ве затекнавме среда работа, на Жешко, на овој припек се сади тутунот, нема време за одмор. Како одат работите, како се погоди еве времето за вакви работи? Дали се одложи малце или е навремено ова садењето, расадувањето на тутун? Па вака, расадувањето на тутуно овде кај нас тука во нашиот регион малку се одложи поради врнежите. Сепак не е многу доцна. Не е прераснат расадот, не? Не, во минатите години садевме малку подоцна, а сега како иди почнуваме малку порано, што значи тукасно. Отприлика се малку одложено ради врнежите, ама сепак е во теке, не е проблем. Од друга страна па се добре дојдени тие врнежи, па да, вкоренување, потерување. Па врнежите се добре дојдени не само за садењето на тутуна, добре дојдени се за другите култури, како што на пример житото, пченицата, сончогледот и така натаму. Вие сте прво да ви честитаме, вие сте новоизбраниот претседател на Федерација на фармери, честитки на изборот, голема работа, голема одговорност стои зад вас. Ве затекнавме со чизми, со капа. Не сте оној тип на претседатели во канцеларија. Па вака, да, јас се однадам колку што малку е месец, сум новиот претседател на Национална Федерација на фармери, исто и на управниот одбор на Национална Федерација на фармери. Точно сум со чизми, со капа, бидејќи сум земјоделец. Што имате од производство? Колку време сте земјоделец, како? Земјоделец, па не знам, земјоделец сум од знамо секогаш, бидејќи и моите се занимава со земјоделство и тие се уште активни. Јас со моето семејство, сопругата, децата, родителите, екзистираме секогаш од земјоделство и сега и мислиме во иднина така и да продолжиме со. Освен тутунов сега што го гледаме, што имате друго? Освен тутун имаме производство на житни култури, посебно пченица, некаде обработуваме површина од 50 на хектари, има тука и сончоглед, има и фуражни култури, нешто луцерка, бидејќи имаме и фарма од 30 на молзни крави и секако тутуно, ако не саиш тутун, не си прелепчанец. Ма и како идат годините, некако и сите земјоделци кажуваат таа теза. Од се по нешто треба да се има, не се знае каде, што, која година, како ќе биде. Производството викаме да биде мешано, во текот на годината да знаеме какви прилики, посебно климатските промени, кој сектор кога ќе биде погоден. Дали од суша, не знам, дали од премногу врнежи, дали од не дај Боже град. Так. И затоа ако едно потврли, да покрие се да има нешто друго. Да. Ако се земе како пројдат тутунарите, како пројдовте годинава, би требало сите тутун да садат, ама не е баш така дека сите само тутун ќе садат. Секој си да предпазливо пак. Може да зголемат малце површини, ама тутуно отприлика тука најуспе во нашиот регион. Во Плевскиот регион тутуно е најзастапен како култура и општо во земјоделството најголем дел е тутуно производство. Изминатата година не беше лоша реколтата, имавме многу добро лето, убави сончеви денови, набравме квалитетен тутун и горе-долу пројдовме добро, но сепак како иди се зголемува трошоко и нашите инпути во производството на тутуно, како ѓубривата, пестициди, хербициди, работна рака, нешто оди нагоре цена нема. Проблем тоа е како главен предизвик во последно време од земјоделството, работната рака. Не прашувате за цена, само да најдеш луѓе да се заврши работата. Па нема простор за цена да се прашува, само треба да се најде човек повеќе. Так. Како проаѓате со пласманот? Го спомна сончогледот. Стигаат ли до вас загрижувачки информации? Сончогледот најавува фабриката Кристал, пошто не се зголемуваат површините, некако стагнираме на тие некои 3000 тони годишно. Најава дури да му се исплати производството. Не гледа некој напредок, некој зголемени субвенции, зголемен интерес кај земјоделците. Е многу значајна култура. Ако и таа изгубиме, со што останав? Па ние години назад кажуваме дека општо откупните цени се многу ниски, посебно во житните култури. Сончогледот така имаше една-две добри години, каде што имаше добра цена. Нормално тука компензираме и со субвенцијата, поддршката од државата, која што е многу битна. Сега, наредниве 2 години, сончогледот цената почна да паѓа континуирано, како откупувачите кажува дека тоа е како бербански производ, на берзата има поевтино и дека има и ова некое сирово масло кое после се преработува, тука се рафинира. Така, и тој треба да конкурира на полица да му се продаде, не може 150 денари да го продаде. Видата е приказна таква. Така. Која е вистината? Кај треба да се најде негде на средина работа. Ги спомна климатските промени, стануваат се поголем предизвик. Еве неколку години наназад се некакви проблеми има. Јас мислам дека климатските промени станува
како се така и во иднина ќе станува се повеќе предизвик за општо за човештвото. А тука нормално е и како еден од најпогодените сектори ќе биде земјоделството. Бидејќи имаме периоди кога имаме врнежи, а нема потреба, а имаме периоди кога пак има потреба од врнежи, а има долги сушни. Не се равномерно распоредени. Не се да. Истори наеднаш врнежите, па после ќе не изгори пекол летос. То како за нас земјоделци, како за нас за Национална федерација на фармери, ние во иднина планираме и се фокусираме баш точно на тие предизвици, како што е климатските промени, како што се пласманот, продажбата и секако да се обезбеди пристојна цена за земјоделските производи. Добро, тука како организација ќе предлагате, ќе лобирате кај институциите да се носат мерки. Не е дека не постојат мерки. Мора, гледаме развиениве земји одат сега. Некои мерки коштаат поскапо, но мора да се преземат мерки. Вака оставени сами земјоделците то кај ќе терат? Мерки има по светот, мерки има и кај нас. Значи, ние како Национална федерација, јас како председател, заедно со управниот одбор, заедно со извршната канцеларија и со сите други членови, континуираме да даваме континуирано предлози од терен, предлози кои тоа го правиме преку подсекторските групи во Министерството, каде што сме членови и сме социјоекономски партнер на Министерството за земјоделство, шударство и стопанство и заеднички се трудиме да бидеме во тек во чекор со времето, да ги следиме тие климатски промени, да се прилагодиме. Сега колку ќе успееме, тоа е прашање и на време, прашање и на финанси. Така, освен предлагање околу климатските промени, го задржувате ли правецот на Федерацијата на фармери кој што претходно беше зацртан? Не знам, подршки за рурални жени, за ранливи категории. Секако, да. Дали на тоа исто ќе се продолжат сите, нели, сега независно што до сега била жена председател, па сега е маж, тука не значи дека ќе се менуваат политиките. И кога беше жена председател и сега ние во претходниот период секако дека ќе продолжиме со лобирањето, застапувањето, ајте посебно на жената земјоделец, на руралните жени. Исто така ќе се залагаме во иднина за да се вклучат се повеќе млади во носењето на земјоделските политики, исто и во самото производство да бидат вклучени младите. Тука ќе се стави акцент исто и на што е многу битна работа здружувањето на земјоделците. Сега знаете вие дека има се промовира некоја нова форма на здружување. Тоа е организација на производители или група на производители. Што ќе значи тоа? Што еве вие како федерација го имате спомнато неколку пати и дека ќе застанете силно за тоа? Што практично ќе значи еве да го сватиме? Сега се во тек измени во законот, знаете вие закон за земјоделство, мислам или целосно нов закон за земјоделство, во стопанство, шумарство и за закон за рурален развој, каде што овие групи на производители ќе бидат посебно поддржани. Тоа во тие групи производители ќе можат да членуваат покрај индивидуални земјоделци и кооперативи ќе може. Значи ќе може и како правни лица да се дружуваат. Фирма, откупувач, маркет, нешто, секој може. Може заеднички ќе може, да. И тоа да биде како форма на здружување, како организација на потрошувачи. Организација на производители. На производители. Да. Или група на производители. Добро. Тоа е нешто ново и за нас тука. Веќе слушаме дека во Европска унија функционира тие, дека добро функционира. Ние планираме и некои студиски посети на тој план, дел од нашите земјоделци да појдат некаде надвор да видат како тоа функционира. Па да се пресликаат некои идеи, да видиш што е за нас прифатливо. Со министерството, со државата, со заеднички труд и да се вложи, да се проба и тоа сето ќе дојде добро во пресрет на овие нови најави, нови ланци на маркети ќе влегуваат во Македонија, тие ќе бараат. Па се надеваме дека ќе бараат производ, ама ќе бараат и со кого можат да седнат на масата да говорат, не можат од нива до нива да идат. Се надеваме дека е на таква форма на здружување, се уште е нова, значи се уште во тек на разгледување, ама како што слушаме, мислиме дека ќе биде и добро. Може ли таквата форма да биде решението за да речеме немањето до оние финални доработки, постбербени доработки, не знам, калибратори, сега на секој сам да купи калибратор за некој производ, е многу проблем, а преку ваквите начини финансиски не е неисплатливо. А ваквите начини можат и тој проблем да го решат. Здружени еден калибратор, сите ќе го користат. Па и баш во таа насока треба тие организации да функционира. Земјоделците се здружат заеднички да настапува на пазарот, да се подобри пазарните врски и заеднички да набавува сите репроматеријали и еве механизација
за обработка и за преработка и доработка, зависи во кој дел на што ќе се одлучи. Ги спомнавте преска младите. Многу важен фактор за да имаме земјоделство, да имаме производство на храна, но некако политиките досега се сведуваат на едни мерки со мали модификации. Сметате ли дека е дојдено време дека нешто мора радикално да се смени или не знам да се ископираат други модели кои што се по-ефективни, по-привлечни за младите, зашто не гледаме некој одек кај младите дека силно се враќаат во земјоделството. А многу се важни. Па, искрен да бидам, некако земјоделството стана кај нас, па и може и во другите земји околу нас, некако како бизнис не е атрактивно за младите, бидејќи младите повеќе се насочени посебно сега во овој IT сектор. Работа со компјутери, нема многу движење, се седи на едно место и се работи. Не се вака по ниви да се земјоделството е, еве, гледаме трудна работа, бара работа. Па и ризична. Па и ризична, пошто викаме е на отворено, цело време е изложена сите атмосферски влијанија и ретко кој би се охрабрил од младите да вложи во земјоделство. Ама мислам со први едукација, со промовирање на секторот земјоделство, тоа треба, мислам дека се почне што од мали на децата да му се кажува дека храната е тука на нивата, не е храната во маркетот. Храната во маркетот е нешто последно. Таму на крај доаѓа. Таму на крај доаѓа. Да бидат луѓето први големите, после децата свесни дека храна мора да има и некој мора и ова да го работи. Искрено, без храна нема живот. Добро, ама младите знаете како размислат. Има ли исплатливост? Он гледа од постарите дека едва ја врзуваат крај со крај и вика зошто ја да се нафатам кога нема исплатливост. Друго е кога ќе државата ќе рече, не знам, еве примери од соседството гледаме. Ќе му даде 50.000 евра, во опрема, во штала, во нешто и ќе го врзи 5 години да биде земјоделец. Јас како што имам информации, во Словенија има многу добри примери за младите. Так. Му се дава по 50.000 евра, по 60 и тоа и неколку години во зависност од она како се развива стопанството, значи поддршката е многу силна. После треба да се вложи во механизација, во модерна. После кој ќе ги пробрави да тој првите години, после тој сам ќе остане натаму во земјоделството. Првите критичните години да ги преживее. Секој како во секој друг бизнес дура се почни, е тешко после кога ќе се навлези, полека се ствара и рутина, некоја. И рутина има и на љубов према работата, према било која работа, па така и према земјоделството. Посебно во сточарството многу може да се најде, многу ретко да се најде млад кој сака да вложи или кој сака да работи. А таму ни се најцрни бројките? Таму се бројките најцрни. Тука имаме еден проблем кој со години наназад да се провлекува, а мислам дека ќе се реши сега. Барем така имаме ветување за брзо да се реши со државата и со надлежните институции, а тоа е легализација на фармите. Бидејќи ние над 90% во Македонија фармите се нелегални фарми. Од тука одма не може да аплицираш во ние на програма, посебно во ИПАР програмите. 10 на 12 години. Па ни у банка за кредит, па ни за ништо. ништо. Банка, има само регистрирано гледувалиште на говеда или како да е во воздух, нема никаков документ друг. Како баш како во воздух лебди, а немаш црно на бело. Нема, да. Добро, планови, други идеи за како ја гледате федерацијата во следните години, како чадор организации, како организации на здружување на земјоделците, ваквите организации се многу значајни. Многу важна улога имате во земјоделството. Планирате повеќе здруженија да се обратите, да обиколите, да ги анимирате да влезат во оваа организација? Секако да го планираме да се членува повеќе здруженија, повеќе индивидуални членови, повеќе млади, повеќе жени. Ние како организација и во минатото и сега во престанниот период пред нас не фокусирани на тоа. Правиме разни промоции на организацијата, се организира разни обуки за членовите, па и студиски патувања, се излегува пресред лобирање за стапување, значи се што е потребно и се што е врзано со овој сектор земјоделство, ние се трудиме колку што е во рамки на нашите можности да направиме. Така, и веќе го земам примерот со жените со трудничкото. Кога преку федерација си се пожалија, сама федерација лобираше во министерство, се подкрена на повисоко ниво и полека се најде решение. Може 2-3 години котропна работа, посебно колешките, жените што се дел од федерацијата, се трудеја и со наша поддршка секако и од нас мажите. И ете се успеа да се излобира да влезе во програмата за рурален развој. Какво такво има решение? Како во програма интервентно има за сега решение, ама тоа се трудиме во иднина с него преговори
со надлежни институции да биде и да системски да се реши, Да биде трајно. да биде трајно, да се има и болничко боледување, и трудничко и мајчинство сега. Да бидат равноправни земјоделците Да, со другите како вработени. Да, како и другите вработени, да. Благодариме и посакуваме успех во натамошната работа. Ви благодарим и вас што ни посетивте. Се надеваме дека ќе има успех.